Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Празнувањето на Великден во некои од древните црковни храмови во Охрид е посебно духовно доживување. Турите по езерото со катамарани посебно атрактивни за гостите во Охрид. На 7 мај започнуваат уписите на првачиња во основните училишта. Започна исплатата на Мој ДДВ за првото тромесечие од годинава. Јапонскиот меѓународен аеродром Кансаи одбележал 30 години без губење на ниту еден багаж. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Ветровито и свежо време со температури до 18 степени. Во петок во северозападна, западна како и централна Европа, но и во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо време со дневни температури кои што ќе се движат од 11 до 25 степени. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло време за овој период од годината. На Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 21 степена. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо време со пад на максималните дневни температури. Пообилни врнежи локално се очекуваат во североисточните, источните и југоисточните предели. Ќе дува до умерен југозападен и северозападен ветер кој во западните и југозападните предели ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Охрид утре ќе достигнат од 10 до 21 степен. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и свежо време. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Дневните температури ќе бидат до 13 степени. Во недела и понеделник, по свежото утро со температура од 6, односно 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и дневна температура до 19, односно 21 степен. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Огромен број странски и домашни туристи овие денови ги минуваат на брегот на Охридското езеро. Празнувањето на Великден во некои од древните црковни храмови во Балканскиот Ерусалим е посебно духовно доживување. Централната богослужба е во сабота на полноќ во Свети Климентовиот храм на Плаошник. Охрид препон со туристи за великденските празници. Огромен број странски и домашни туристи деновиве ги минуваат на брегот на Охридското езеро. Голем дел од гостите пристигнаа од вчера на 1 мај, а остануваат до недела или понеделник. Хотелските капацитети и приватното сместување бележат голема исполнетост. Најголем дел од гостите се од земјава, но и од соседните земји. Забележително е присуството на групи од Србија, Словенија, Турција, Полска. Па како што гледам од поранешна Југославија најповеќите се сепак почнаа пољаците, што ме радува. Убаво е, ќе имаме повеќе оваа година според најавите. Бидејќи сме во Охрид, сметам дека најповеќе е стариот дел на градот, старите цркви кои се многу интересантни и последно ќе биде Свети Наум. Прво најповеќе ги воодушевува стариот град. Старите градби, старите цркви кои навистина и никој ги нема. Ние имаме нешто што никој го нема. Празнувањето на Великден во некои од древните црковни храмови во Балканскиот Ерусалим е посебно духовно доживување. Гостите уживаат во уникатната понуда на градот. Из Ниша смо. Од Ниш сум, дојдовме на 4 дена за празниците. Последен пат бев во Охрид во 1975 година. Многу се променило, многу е убаво, само да не послужи времето. We are staying here 4 days. Ке останеме 4 дена, од Полска сме, многу ни се допаѓа тука. Het is bu from Holland. Од Холандија сум, 2 дена ке останеме, многу ни се допаѓа градот, луѓето и природата. De weather is fine. Се е убаво тука, времето е убаво, градот и храната. Deutschland. Germany. Од Германија сум. Многу е убав овај град. Прв пат сум тука и многу ми се допаѓа. Само што смо стигле и Само што пристигнавме, ќе останеме 4 дена. Прв пат сум тука. Многу е убав градот. Ќе ја посетиме тврдината денеска. Навистина ви е супер тука и така и да продолжите. Стигли пред 2 сата, така да
Само што пристигнавме, планираме да посетиме повеќе историски локалитети. Убава е климата. Не знам на која надморска висина е градот, но воздухот е многу убав. Ние сме од Нишка бања на 300 метри надморска висина, но овдека е многу поубаво. Из Словенија. Од Словенија сум. По прв пат сум тука и многу е убаво. Луѓето се прекрасни, гостољубиви. Ви завидувам што живеете тука во убав град. Централната богослужба на Христовото воскресение е во сабота на полноќ во Свети Климентовиот храм на Плаошник. 1 мај и Великден се сметаат за почеток на туристичката сезона. Судејќи по досегашните најави, туристичките работници ги тријат рацете и очекуваат плодна сезона. Пловењето со катамарани по Охридското езеро вистинска атракција за гостите во Охрид. Собствениците на овие пловни објекти се задоволни од интересот за пловење, кој посебно е голем од странските групи. Најатрактивна е турата до Свети Наум. Гостите со подлабок џеп изнајмуваат катамарани за мали приватни забави и ноќни крстарења. Голем број од гостите за првомајските празници во Охрид го искористуваат убавото сончево време за пловидба по езерото и поглед на градот од вода. Турите по Охридското езеро со катамарани се посебно атрактивни за туристите, пред се за они од странство. Дошли сме из Хрватske, из Карловци. Дојдовме од Хрватска, Карловци кај Загреб. За прв пат сме во Охрид и многу ни се допаѓа. Препорачуваме на сите да го посетат. Најмногу ни се допаѓа езерото. Го пропатував цел свет, но ова езеро ме освои. Сакам да пловам по него и да го видам крај брежјето од на вода. Ohrid dünyanın aslında en güzel Охрид е многу убав, најубав град на светот. Тука сум со група на Балканска тура сме. Ке направиме една екскурзија по ова убаво езеро и да ги видиме вилата на Тито и Свети Наум. Тврđava. Тврдината најмногу ми се допадна, посебно погледот од на вода од на езерото. Уживавме во екскурзија по езерото. Најголем интерес има за крстарењата до Свети Наум и заливот на Коските, вели Димитар Матов, чие семејство се пионери во бизнисот со катамарани, со кој започнаа пред 14 години. Секое туристичко место треба да понуди нешто дополнително на гостите, па така се поатрактивно е изнајмување на катамаран за мали приватни забави, како за просувања, моминска и ергенска вечер, ноќни крстарења, додава Матов. Ние имаме и доста клиентели од Македонија која си бира, приватна прошетка, си го заземуваат катамаранот за 6 часа и си одат по целото езеро. Може да си донесат јадење, пијалок на катамаранот, си има добри озвучувања, катамараните сите, една необична забава. Бројот на катамарани на Охридското пристаниште од година во година се зголемува, но не достига соодветна инфраструктура. Да се надеваме, кој што се надеваме секоја година, дека ќе се направи таа марина или инфраструктура која треба за паркинг и за безбедно пристанување на овие објекти и дека ќе дочекаме тој ден. Со стартот на сезоната на Охридскиот кеј има паркирани над 40 катамарани кои ги нудат своите услуги и тури на туристите. На 7 мај започнуваат описите за првачиња во основните училишта во Охрид. Истите ќе траат до 31 мај. Охридските основни училишта ги објавија огласите за упис на првачиња во нивните установи. Уписите започнуваат на 7 мај, а ќе траат до 31 мај. Во прво оделение ќе се запишуваат деца кои до крајот на оваа календарска година ќе наполнат 6 години, односно деца родени од 1 јануари 2018 до 31 декември 2018 година. Исто така можат да бидат запишани и деца родени заклучно со 31 јануари 2019 година, но по претходно писмено барање од родителот, односно старателот и добиено позитивно мислење од педагогот или психологот во училиштето. Родителот, односно старателот, има право да го запише детето во основното училиште во реонот во кој што живее или каде што постојано престојува. Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон. На барање на родителот и доколку има согласност од училиштето, како и слободни места, детето може да се запише и во училиште што не е во неговиот реон на живење. За подетални информации и за потребните документи за упис, родителите можат да се обратат во училиштата. Децата за кои нема да биде доставена комплетна документација нема да може да бидат запишани во прво оделение, информираат од училиштата. Списоците со запишани првачиња ќе бидат објавени на 15 јуни 2024 година. Започна исплатата на повратот на ДДВ на граѓаните за периодот јануари, февруари и март 2024 година.
Започна исплатата на мој ДДВ за првото тромесечие од годинава, односно за периодот јануари, февруари и март 2024 година. Според законот, УЈП средствата треба да ги исплати во рок од 60 дена од завршувањето на тромесечието. Од јануари 2023 година се зголеми прагот на враќање на данок на додадена вредност, изразено во фискалните сметки од 1800 денари за едно тромесечие на 2100 денари, односно граѓаните кои скенираат фискални сметки во едно тромесечие можат да остварат максимален износ од 2100 денари по корисник. За цела една година тоа се 8400 денари по корисник. Доколку во едно семејство има двајца корисници на оваа мерка, тоа се 16800 денари во семејниот буџет во текот на една година. Оваа мерка има и позитивен ефект во намалувањето на сивата економија. Се повеќе граѓани бараат фискални сметки од бизнисите, евидентиран е зголемен број на пријави од страна на граѓаните за неиздавање на фискални сметки. Да го погледнеме денешниот бултен на СВР Охрид. Денеска, 2 мај, во 02 часот и 45 минути во гостителски објект во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид привеле 20 годишно лице од Република Црнагора затоа што кај него била пронајдена и одземена бела прашкаста материја. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. На 1 мај во 14 часот и 50 минути во СВР Охрид е пријавено дека на улицата Ванчо Питошевски во Охрид, поради меѓусебно недоразбирање помеѓу две малолетни лица, нивните родители 36 и 35 годишна, двете од Охрид, го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка. По целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. На 1 мај во 22 часот во село во општина Дебарца, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 50 годишен скопјанец затоа што претходно во викенд куќа во истото село физички ја нападнал неговата сопруга. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 36 годишно лице од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, разбойништво и тешка кражба на дрзок начин. Тој на 28 март оваа година на улицата Марко Несторовски во Охрид турнал 84 годишна жена од Охрид и одзел чанта со пари и лични документи. При тоа таа паднала и се здобила со тешки телесни повреди. Исто така пријавениот на улица Богомилска на сличен начин од 65 годишна жена одзел чанта со пари и лични документи. На 1 мај во периодот од 16 до 22 часот на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли. При тоа полициските службеници затекнале 10 возачи кои управувале моторни возила под дејство на алкохол. Во Охрид 5, Струга 2, Кичево 1 и Дебар 2. Тие веднаш се исклучени од сообраќај, одземени им се возачките документи и поднесени им се соодветни платни налози, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Следуваат вестите што ги пренесоа странските новински агенции. Светот денес. Една недела откако Москва стави вето на резолуцијата на Соединетите Американски држави и Јапонија за ставање крај на трката со вооружување во Вселената, сега поднесе нацрт резолуција во Обединетите нации со која ги повикува сите земји да преземат титна акција за да го спречат распоредувањето оружје во Вселената. Руската нацрт резолуција повикува да се запре распоредувањето на оружје во Вселената, но и да се спречи заканата или употребата на сила во Вселената. Нацртот вели дека ова треба да вклучи распоредување оружје од Вселената против Земјата и од Земјата против објекти во Вселената. Додека аеродромите во Сингапур и Доха се надпреваруваат за титулата најдобри во светот, јапонскиот меѓународен аеродром Кансаи одбележал 30 години без губење на ниту еден багаж. Во изјава за печатот, седмиот најфреквентен аеродром во Јапонија изјавил дека немал изгубено патнички торби од отварањето во септември 1994 година. Аеродромот просечно брои 20 до 30 милиони патници годишно. Во Флорида денеска стапила во сила забраната за повеќето абортуси по 6 недели од бременоста, пред многу жени да знаат дека се бремени, а некои лекари се загрижени дека жените во државата повеќе нема да имаат пристап до здравствената заштита што им е потребна. Додека пак Сенатот на Аризона гласал за укинување на законот од 1864 година, со кој целосно се забранува абортусот. Законот кој потекнува од времето кога Аризона се уште не била сојузна држава на САД, го забранува абортусот од моментот на зачнувањето, без исклучоци како силување или инцест.
Тој беше оживен минатиот месец, откако највисокиот суд на Аризона пресуди дека забраната може да се спроведува по поништувањето на националното право на абортус од страна на Врховниот суд на САД во 2022 година. Стапи во сила трговскиот договор меѓу ЕУ и Нов Зеланд, со кој се очекува трговската меѓу Европската унија и Нов Зеланд во рок од една деценија да порасне за 30%, при што извозот од унијата потенцијално би се зголемил на 4,5 милиарди евра годишно. Со договорот се окинуваат царините за клучните извозни земјоделско-прехранбени стоки од Европската унија, вклучително и свинското месо, виното, шампањското, чоколадата и кондиторските производи. Дополнително, со спогодбата се гарантира заштита на близу 2000 вина и жестоки пијалаци од Европската унија, како и на 163 европски производи со гарантирано географско потекло, како фета сирењето, истарската пршута или чоколадните бомбони со марципан од Либек. Францускиот парламент денеска се согласил да формира истражна комисија за да ги испита актите на сексуална злоупотреба и напади во киното и другите културни сектори по неколку неодамнешни обвинувања. Долниот дом едногласно се согласил со предлогот изнесен од актерката Џудит Годреше, која ги обвинила режисерите Беноа Жак и Жак Дојон дека сексуално ја нападнале кога била тинејџерка. Гласањето во парламентот доаѓа еден ден откако актерката Исилд Лебеско во својата автобиографија изјавила дека била силувана од Жак кога имала 16 години, но не била подготвена да поднесе обвинение. Спротивно на тоа, Годреше понела правна жалба против истакнатиот директор на уметничката куќа, поради наводна злоупотреба што се случила за време на врската што започнала кога таа имала 14 години, а тој бил 25 години постар од неа. Таа исто така формално го обвини Дојон дека ја злоставувал како 15 годишна актерка во филмот кој што тој го режираше. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!